Владата денеска ќе ограничува маржата на 10% на производите на трговија на големо и мало и како што вели премиерот Христијан Мицкоски очекува драматично намалување на цените. Дали ќе биде тоа така? Ќе видиме, ние во продолжение ќе се обидеме низ оваа анализа да продискутираме за едно важно и значајно прашање за сите нас. Да, денеска владата, значи на седмицата која мислам дека за 10 часот треба да почне, една од точките на дневниот ред е и ограничување на маржите на производите во малопродажни и големопродажни цени. Тука се најавува намалување на низа, велат повеќе од 100 групи на производи, значи покрај оние основни прехрамбени артикли, тука ќе се ограничуваат маржите и на бебешката храна, на некои производи кои што не се прехрамбени, но сепак се од есенцијално значење на потрошувачите, со цел нели да се олесни овој удар од поскапувањето кој сите нас не засега, нели? Веројатно бојкотот кој што го направивме сите ние, нели, пред 2 недели, очигледно дало резултат. Некаков, ете, ако ништо друго, реакција од владата да ги намали маржите и ова е една многу добро научена лекција дека можеме сепак нешто и да промениме со едни такви акции. Како ова одлука на владата ќе се рефлектира врз трговците? Дали навистина треба да очекуваме дека сега кога ќе појдеме во маркет, ќе можеме комотно да пазаруваме? Мислам дека не. Тука сум малку скептик. Јас сум дипломиран економист и кој, нели, високото образование го заврши во капиталистичко уредување. И таму првата лекција, нели, во економија 101 е секогаш невидливата рака на механизмот наречен понуда и побарувачка го регулира пазарот, нели. Во пракса тоа јас како потрошувач никогаш го неам видено. Таа невидлива рака секогаш прави нешто друго освен, нели, понуда и побарувачка. И мислам дека тука владата како орган, како заинтересирана странка, нели, која во овој момент се јавува како заштитник на потрошувачите, мислам дека нема доволен број на механизми, нема доволен број на знаење, ниту пак ресурси ова да го среди. Секако дека ограничувањето на маржата ќе донесе поевтини цени. Сега дали ќе бидат драматично пониски, јас многу би сакал тоа да се случи, останува да видиме. Но мислам дека трговците имаат далеку побројни механизми на располагање за да можат, нели, да изреагираат и во оваа ситуација и да повторно да имаат, нели, добар профит и да ја го пребродат периодот во кој, нели, на кој се однесува ова замрзнување на маржите, тоа е таму некаде април, ако не се лажам. До април, така е предвидено. До април, да. Па потоа, нели, предвидена некоја нова кошничка, нешто за Велигденска кошничка. Велигденска, па за Бајрам, Рамазан и така натака. Покажаа ли тие кошнички некаков резултат? Па мислам дека не покажа. Види, има намалување на цените, се е тоа во ред. Ама кога вие ќе ги покачите производот за 30% и после тука ќе поевтини за 10%, не е тоа. Дури е поскапо од тоа што бил пред да се случи целата таа кошничка. Тоа, да. Сега тоа мислам дека проблемите се многу подлабоки. Например, не знам, нашето земјоделие кое бев ја дете беше мощно развиено, сега е мощно неразвиено. Зависиме од увоз на храна. Секоја храна што е увезена од странство, па макар било тоа, не знам и каков некој производ кој ние едноставно не ни се исплати, нели, да го произведуваме, сепак е тоа поскапо, бидејќи се плаќаат и царини, се плаќаат и транспорт, па чување на тоа, магазински простор, тоа е многу покомплицирано.
Синоќа прочитав еден предлог дека нашите маркети треба да влезат во стратешко партнерство со земјоделците. Сосема логично. Да. Такви примери има во светот, бројни примери има во светот. Например, најголемиот ланец во Европа, Алди, е во таква една како да кажам, Тесна врска со земјоделците, тесна врска така? со дел од земјоделци, не со сите нормално, и со производителите на храна и на други производи, па да кажеме, ако, не знам, еден производител на чоколади, својата чоколада во другите супермаркети го продава по цена од €1,5, во Алди тоа, например, чини, да кажеме, е 3 пати поевтино, но наместо брендот на чоколадото, нели, таму пишува произведено за Алди. Да. Имаме такви примери и кај нас, во одредени маркети, сега да не правиме реклами. Има примери, но сепак е тоа многу малку. Значи, треба да дојде до многу поголема соработка помеѓу продавачите, односно маркетите, нели, овие што на големо што работат, што имаат синџери, нели, низ целата држава, и производителите на прехранбени производи. Само на тој начин ние би успеале, нели, и да имаме одржлив бизнис, но и да имаме релативно, нели, поевтини цени. Сега, не смееме да заборавиме дека кога почна скапотијата кај нас? Почна скапотијата кај нас кога почна војната во Украина и санкциите кон Русија. Значи, кога поскапе гасот, струјата, транспортот, нели, нафтата и така натака, и сега инфлацијата е се присутна, значи таа ја имате речиси во целиот свет, или барем во Европа секаде, поскапувањата се секаде присутни и ние како оној систем на врзани садови нормално да ги чувствуваме тие последици. Да. Сега, само една мала мерка треба да биде ограничување на маржата. Но владата што треба да направи да им овозможи на нашите, не само на трговците, туку и на сите други, нели, им овозможи тие да купат енергенси по поевтина сума, нели? Да струјата да цената на струјата да ја намали, бидејќи сега вие сега доаѓа летниот период и сега нели сите сакаме сладолед. Тој сладолед мора да е 24 часа во фрижидер. Како тој да биде ефтин, ако тој фрижидер само за да го држите оладен, чини еден куп пари, нели? Да, ако гледаме од страната на трговците, секако дека и тие имаат порошаци, апсолутно да. А кога веќе ја споменуваме, да не ми побегне мислата, кога ја споменуваме врската помеѓу земјоделците и трговците, тука да не забораваме дека тоа ќе биде многу голем плюс и за земјоделците кои што мачат години на назад за жалат дека откупот им е слаб, на тој начин ќе се добие, нели, мотивација. Сегашниот модел е многу лош. Вие, например, многу маркети, например, не знам, ви бараат пари за да ве стават на сталажа, така. Нели, да. Па да бидете понапред од конкурентите. Парите ги добивате по 180 дена од продаденото. Да. Значи, 6 месеци треба да чекате вие за да ги добиете парите до нешто сте го продале. Значи, такви се во принцип договорите, знаете. Сигурно има и тука отстапки, не дека нема, но тоа е многу еден, како да кажам, систем кој има голем број на слабости. И тој систем мора да се промени и бидејќи се работи за приватен сектор, мислам дека оние трговци кои што први ќе излезат од таа, нели, добро воспоставена шема и ќе се осмела да направат нешто поинаку, дека тие ќе победат во оваа борба, бидејќи овие тешки времиња колку што се лоши, нели, за пазарот, туку се и добри за тие што знаат да го искористат тоа матно време, тешко време. Така да, еве, јас имам апел да ги охрабрам, ако не сите, барем дел од нив, да направат нешто поинаку, па да се преброди оваа криза која е очигледна.
Да, владата исто така предложи да се даваат јавно списоци, односно сите маркети, цените да ги покажуваат јавно, така Да, што транспарентност но некоја тоа да се. мислам дека тоа кај нас веќе на некој начин постои без да бидат тие објавени списоци. Мислам дека сме таков народ што гледа каде е поевтино. Па не, па, Ретко кој си оди и си купува комотно. Па не сме само ние таков народ, ние се имаме како се нашата историја е историја и на сиромаштвото, на Апсолутно. никош не сме биле богати ние како народ и како место, значи алудирам на тоа на времето кога немало држава, нели? Да. Кога било дел од некои други држави. Никогаш тоа не е нешто особено богат, потрошувачите никогаш не биле особено богати. Така да знаеме да се однесуваме во криза, Да. тоа ни е наследено и немаме ние проблем со тоа. Проблемот е нели во тоа дали вие на некој ќе му дозволите да се богати на сметка на потрошувачите или ќе го ограничите, нели тоа да биде малку почесно. Пак ќе кажем, овој капитализам, значи секој мора да заработи. Не може да не прават профит трговците, некој би се изгубила смислата на нивниот капитал, на нивните вложувања и значи тоа мора да се свати дека да, тие заработуваат, да и треба да заработуваат, но тоа да биде многу почесно. Сега, да не забораваме, не се тоа единствените како да кажам, трговци не се единствените кои имаат потреба од некакво даночно реформирање, се забораваме банките. Така, Сите закони се во нивна корист, а тоа е друга тема, точно, да, но ако ги видиме профитите на банките, тогаш овие трговците се не знам, партизани, комунисти, во таа според. Затоа мислам дека оваа дебата треба да се прошири малку и на други сектори, да, и не само на банките, туку и на други сектори кои што навистина се привилегирани во нашето општество. Да, во меѓувреме додека чекаме да видиме дали ќе се изреализираат овие волности, веројатно ќе се дискутираме каде е поевтино кафето, каде е поевтин лебот и така натаму за меѓусебно да си помогнеме да си го купиме омилениот или односно потребниот производ со поволна цена. Благодарам на Срген што беше утринава заедно со нас и те дискутиравме за нешто што навистина знам дека ве интересира и верувам дека ви беше интересно да се дружите и во овие минути заедно со нас. Доколку ве интересираат светските случаи, останете и понатаму со Слободен печат, следува меѓународната анализа.